Почитувани бруцоши, почитувани родители и пријатели на новите студенти, почитувани представници на бизнис заедницата, почитувани професори и почитувани гледачи. Добре дојдовте на првиот академски час во академската 2024-2025 година. Вие сте 22-та генерација од академското семејство на Американскиот универзитет на Европа. Денес ќе се запознаете со можностите со кои што вашиот универзитет ќе ви помогне да бидете конкурентни на пазарот на трудот, наречен сигурна иднина, со можностите за формалното и неформалното образование кои ви стојат на располагање во нашата универзитетска заедница, со вашите наставници и персонални ментори, а секако и со студиските програми кои вие ги избравте како поле за вашето професионално созревање. Почитувани, да станеме за интонирањето на химната на Република Северна Македонија и химната на студентите. А сега го покануваме на сцената ректорот на Американскиот универзитет на Европа, професор доктор Саво Ашталковски. Почитуван ректоре, повелете. Почитувани, дозволете ми на почетокот да ви посакам добре дојде на Американскиот универзитет на Европа ФОН, на првиот академски час во учебната 2024-2025 година. Тука меѓу нас, покрај нашите драги студенти, се и нивните родители, нивните професори, собствениците на универзитетот, представниците на бизнис заедницата, представниците на централната и локалната власт, медиумите. Ви благодарам на сите за вашето присуство, со што возможивте заедно да ја прославиме и поздравиме и 22-та генерација бруцоши на нашиот универзитет. Нашиот универзитет оваа година прослави 21 година постоење, во кој што обстојувавме, растевме и се развивавме поради нашата посветеност на студентот и на неговите потреби. Започнавме во 2003 година, кога првата акредитација ја доби тогашниот факултет за општествени науки ФОН, со 3 студиски програми, дипломатија и меѓународна политика, европско право и банкарски менеджмент. Од тогаш навака со напорна работа и со голем ентузијазам на сите вработени успеавме да прераснеме во универзитет со повеќе факултети. 2020 година се ребрендиравме и станавме Американски универзитет на Европа ФОН, на кој што денес нашите студенти може да се образуваат на поголем број акредитирани студиски програми на додипломски, специјалистички и магистерски студии. Во иднина претендираме да развиеме и студиот трет циклус. Процесите на глобализација, либерализацијата, меѓународниот проток на луѓе, стоки, идеи и капитал, развојот на техниката и технологијата предизвика промени во многу сфери, па и на универзитетите. Во тој контекст и ние се менувавме, но она што не го променивме, туку само го надоградивме во овој процес е нашата основа да нашите студенти бидат образувани од најквалитетниот кадар кој што ќе биде тука вработен на универзитетот
и присутен да одговори на сите нивни образовни потреби. Драги бруцоши, вие од денеска ќе добиете своји персонални ментори. Тоа се наши колеги, универзитетски професори кои што ќе ве водат низ образовниот процес, но и ќе го следат вашиот напредок. Во континуитет ја градиме и надградуваме соработката со бизнис заедницата. Вие тука ќе можете на едно место да ги споите и да ги споиме заедно од една страна знаењето, од друга страна искуството. Низ работата на практични проблеми во компаниите ќе можете не само да се осознаете во решавањето на реалните проблеми во бизнис секторот, туку од оваа година и да заработите низ вклученост во деловните процеси на тие компании. Брзите промени, иновациите предизвикуваат да често ги менуваме образовните програми во насока на креирање на студиски програми кои што ќе овозможат применливи знаења и препознатливост на нашите студенти на пазарот на трудот во земјата и во странство. Низ соработката со стопанството и низ соработката со нашите партнерски институции од странство, креираме образовни програми, дел од нив и на англиски јазик, кои што ќе овозможат конкурентност на нашите студенти на пазарот на трудот. Меѓународната соработка е исто така од есенцијално значење за секој универзитет. Тука овозможуваме препознатливост и на меѓународниот пазар. Низ соработката со партнерските високообразовни институции од нашето окружување, од Западна Европа и од Соединените Американски држави, градиме студиски програми кои што ќе овозможат на нашите студенти да се стекнат со двојни дипломи. И секако, дигитализацијата и вештачката интелигенција се процеси кои што не можеме да ги избегнеме и кои што треба спремно да ги пречекаме. Денеска не може да се замисли работата на универзитетот без примената на овие современи процеси во нашата работа. Вие денеска слушните и за дигитализацијата на универзитетот и за новите процеси кои што во овој правец ги нудиме. И тука се разбира, не застануваме, мотивирани сме од успехот на нашата алумни заедница да продолжиме на овој пат. Денеска сум горд и како ректор и како представник на универзитетот што можам да кажам дека наши дипломирани студенти се успешни, признаени професионалци во нивните области. Дел го продолжија своето образование на водечки светски високообразовни институции, стана доктори на науки, дел се наши колеги професори денес, дел се суди, обвинители, собственици на бизнеси, носители на јавни функции, избрани именувани функционери. Драги бруцоши, на крајот би сакал да ви се обратам вас, во своје име и во името на наставно-научниот и административен кадар на универзитетот. Направете не и вие горди и нас и вашите родители со вашиот успех. Пред вас се 4-5 години во кои што може да постигнете многу. За вас, за вашето семејство, за државата. Ние како универзитет ќе бидеме тука да ви помогнеме во тој процес. Останете ми во добро здравје и се гледаме на предавање. Ви благодарам. Ви благодариме, почитуван ректоре. А сега ја повикуваме на сцената директорката на Американскиот универзитет на Европа, госпоѓата Сезен Цановска. Почитувана госпоѓа Цановска, повелете. A couple of days ago, I had a very fruitful conversation with one of our students. I asked her what's her future plan and her dreams. She explained me that she is looking for a job abroad outside of Macedonia. This sentiment is common among many qualified young people I've met since I moved to Macedonia. I understand the challenges, difficulties, and opportunities which we are facing here. It's crucial for you to recognize that this is your home and your origin. While gaining experience abroad is very valuable, I urge you to consider returning to invest your talent, experience, and knowledge here to contribute to a brighter future
for our nation in Macedonia, which is one of our main goals as a university. Ladies and gentlemen, dear students and families, it's my distinct honor to welcome you at AUE today. Now is the beginning of an exciting journey, and I want to extend my congratulations to each of you choosing to be part of our community. At AUE, we play a significant role in helping you create a future starting now. Our mission is to foster an environment that promotes academic excellence, innovation, and personal growth. We are committed to support you in every step on this journey. I encourage you to take full advantage of our resources, which are the tools of your success. In addition to our formal education, we offer innovative short courses in our academy, like cybersecurity, blockchain technology, digital forensics, and open source intelligence. These fields are so essential now for the future and are equipments for you which you will need in every area of the business. After those short courses, you can become an expert like in cyber defense analyst, network operations specialist, or even ethical hacker. These are just few examples. Can you imagine that there are 4 million unfilled jobs globally in cybersecurity field? This is a great opportunity for you. It is very exciting that our informal education in our academy gives everyone the opportunity, regardless of the background, even without any knowledge, to gain a new profession, as we call it, from zero to hero. Especially to our ministries, we are giving those courses. And in this point of view, I want to share a video with you, one of our participants who's sharing his experience in our academy. Американскиот универзитет на Европа, ФОН, со воведувањето на неформалното образование и соработката со EC Council, мене ми возможи да се стекнам со сертификатот ЦЕХ, односно сертифициран етички хакер. Тоа ми овозможи да се стекнам со многу вештини кои се од полето на сајбербезбедноста и етичкиот кодекс во сајбербезбедноста. Ова ми овозможи да работам во американска фирма од дома и да заработувам солидно како млад човек во овие простори. Покрај формалното образование, неформалното образование исто така отвара нови можности за да можеме да живееме достоинствено денес. Затоа не го избегнувајте. Прифатете го предизвикот кој што ќе ве возможи подобра иднина за вас. Американскиот универзитет на Европа има огромна палета на вакви курсеви и обуки кои што ќе ве возможат сигурна иднина дома. Well, the community is the heart of AUE. I encourage you to join in our certified courses, attend our events, and participate in the activities that ignite your passion. These connections will enrich your experience and provide a support system beyond the classroom. Remember, growth often comes from stepping out of your comfort zone. I want to highlight the importance of human connection in education. As George Washington Carver said, all learning is understanding relationships. Teaching and learning should bring joy, and our goal is to create an environment where you feel empowered to take risks. In this point, I want to share one anecdote of mine. When I was a teenage, I read the book, The Leader Without Title from Robin Sharma. The message of this book was that anyone can be a leader, no matter their job or position. Leadership isn't just about having a title or authority. It's about doing your best,
helping others, and taking responsibility in everything you do. Why I'm sharing this anecdote with you? This book encouraged me in all my steps of my career. Now, in my new position as General Director of the university, I will continue these steps with this mission and motto, which encouraged me and bring me to a lot of success. In this point, I want to share my gratitude to my family, beginning with the founder of the university, Mr. Fiat Sanowski, my husband, Sefer Sanowski, who was until now the General Director of the university, and my sisters-in-law for their trust and support on this way. Of course, I want to thank also to my colleagues who are accompanying me on this very important mission. In closing, remember that this journey is yours to shape. Embrace every moment, pursue your passions, and know that we are here to support you. To our dear students, welcome again to the beginning of an exciting chapter in your life. Embrace every challenge, opportunity, and lesson. To the families, thank you for trusting us with your children's educational journey. Let's make this academic year one of innovation and success. Welcome to AUE and the future of education. Thank you. Ви благодариме, госпоѓа Цановска. А сега ја повикуваме на сцената заменик-председателката на управниот одбор на Американскиот универзитет на Европа, професор доктор Александра Србиновска-Дончевски. Јас во име на управниот одбор, како председател на управниот одбор на универзитетот, би сакал да официјалниот дел, ректорот и директорката, кои што се најдиректно повикани за менаџирањето на универзитетот и кои што ќе ви бидат на располагање секое време, а за било каква ситуација, за било каква поддршка и помош, немојте да ги штедите и рачунете на нив. Сакавме овај настан да го поделиме на два дела. Едниот дел ректорот да го отвори академскиот час и директорката, и во име на управниот одбор сакаме во наредниве неколку минути да презентираме што е сработено изминатава година и каде се движи овој универзитет понатака. Затоа што сакаме искрено да направиме глобален бренд, не само локален, туку глобален бренд кој што не може да успее без вашата поддршка, без поддршката на студентите, и затоа не би сакал многу да должам. Александра, вие како заменик директор досега изработивте доста во насока на промоција на универзитетот, вредностите на универзитетот и ред други работи кои што навистина би сакал да искористам оваа прилика и да ви се заблагодарам. Сега ќе имате друга мисија во делот на advisory board кој што ќе биде задолжен за соработката со бизнис секторот. Колку е важна таа клучка, таа алка меѓу образованието, универзитетот и бизнис секторот, и што е нашиот план во таа насока, како ние ќе го врземе сето тоа да има максимален бенефит за сите вклучени страни во овој процес. И академијата, и бизнис секторот, и нашите студенти. И да ни ја представите гостинката понатак. Ви благодарам многу. Ке го започнам говорот малку неформално, бидејќи во последно време она кое што можам да го забележам е дека не поминува ден, а да не прочитаме интернет статија или да не разговараме со пријател, а да не ни каже дека секој сектор се промени, освен образованието, никако да ја прифати дигиталната промена, и во тој дел на генерално ниво во нашата земја се чувствува голем минус. Прашање едно кое што го имам и јас до вас како лидер во високото образование е
дали сегашните универзитети со концепт од минатото може да бидат иднина на овие нови генерации? Ова прашање е многу моќно и треба да го замисли секој кој што стои на позиција на високото образование, затоа што треба да направи веднаш промена на едно ново сценарио каде што има премин од класичен модел на учење кон нов модел на учење прилагоден на потребите. Почитувани професори, мои драги колеги, почитувана ректорска управа, почитуван менеджмент при Американскиот универзитет на Европа, почитувани представници на бизнис секторот, почитувани драги родители и останати гости. Јас сега ќе зборувам од место кое што можеби и треба да бидам помеѓу овие млади луѓе и ќе ви кажам зошто. Бидејќи ова е генерација, се обреќам на родителите, гостите и представниците од бизнис секторот. Ова е една генерација која што во пандемијата COVID-19 доживеа пресвртница во социјалниот и емоционалниот развој. Верувајте ми, имаат уникатно искуство на социјална дезинтеграција. Јас лично имав прилика да разговарам со секој од нив поединечно. И она кое што е забележано кај сите нив е дека тие се представници на интернет говор и исто така имаат TikTok манири и лексикон. И во разговор со сите вас како родители, членови на нивните потесни семејства, ми потенциравте дека треба да работиме многу во делот на комуникација. Но јас сметам дека совршени се. Верувајте ми, ова се едни генерации кои што се многу иновативни, креативни, позитивни, борбени, спремни да се протистават на професионалниот свет. Тие не сакаат да бидат дел од играта, признавам, но сакаат да редефинираат играта. И тоа е за голем поздрав. Бизнис секторот многу брзо го примени моделот на дигитализација. Насекаде имаме места каде што пишува работи од било каде. Верувајте ми, ова е таа генерација која што сака да прочита и да види. Учи од било каде. Токму затоа и претходни моите колеги и генералната директорка зборуваше за процесот на дигитализација. Зборуваа за учење од дома, за дигитална платформа, време кое што може да си го креираат самите. Оваа генерација има една амбиција која што е многу заразна, не зарази и нас како универзитет и можеме да се пофалиме денеска дека сме прв и единствен универзитет во нашата земја кој што е целосно дигитализиран. Ви нудиме неформално образование во комбинација, ви нудиме дигитализација целосна, ви нудиме наставни програми, персонални ментори и се она кое што претходно го баравте надвор од Македонија. Но она за кое што јас треба да зборувам денеска, тоа е програмата 2020 или програмата Работи и студирај. Да учите теорија е неопходно. Па така и оваа програма е направено за прв пат во нашата земја да има универзитет каде што 3 дена во неделата ќе доаѓате и ќе учите теорија, а 2 дена ќе одите на пракса. И одењето на пракса ќе биде вистинско работно искуство. Секоја теорија која што ќе учите ќе ви биде подкрепена со реална задача. Но во однос на одговорот на вас како млади во овој поглед и одговорот на бизнис секторот најдобро ќе биде да зборува представник од бизнис секторот. Јас на сцената ќе ја повикам председател на управниот одбор на Граве осигурување, господја Елизабета Божиновска. Повелете. Благодарам, професорке. Почитувани членови на менеджментот на Американскиот универзитет на Европа, почитувани професори, почитувани студенти, почитувани сите присутни. Пред се, како представник на компанија за осигурување Граве Неживот, АД Скопје, сакам да се заблагодарам на поканата и на укажаната можност да бидеме партиципенти во еден ваков современ и општо корисен проект, како што е практицирање на студентите во реални работни процеси во компании. Зошто велам општо корисен?
За нас како компании, кои што ќе бидеме вклучени, односно каде што ќе бидат студентите вклучени во процесот на работа, е користен особено затоа што директно сме конектирани со ресурс за генерирање и регрутирање на млади способни кадри кои иднината ја гледаат во својата сопствена земја во Македонија. Од друга страна, сакам да потенцирам исто од аспект на работодавач, дека за еден млад човек да биде комплетен во смисла на иден вработен, кој ќе биде конкурентен на пазарот на трудот и кој ќе биде добро евалуиран и платен, потребна е не само квалитетна, стручна, теоретска наобразба, што ќе добиете во оваа реномирана високообразовна установа, туку и квалитетна, туку и стекнување на така наречените меки вештини, кои како што се работа во тимови, работа под притисок, организација, флексибилност, мотивација, креативност, комуникација и така натаму, а кои вештини се стекнуваат со директно вклучување во реалните работни процеси. Сето тоа го нуди овој концепт на образование, кој се имплементира во оваа високообразовна установа Универзитетот ФОН, за која вие сте се определиле и која навистина сум убедена дека ќе се грижи за вас како студенти да прераснете во комплетни академски граѓани и квалитетни кадри кои текако му се потребни на македонскиот пазар. Ви посакувам успешна студентска година и успешна меѓусебна понатамошна соработка. Ви благодарам. Ви благодариме за издвоеното време, почитувана Елизабета, председател на управниот одбор на ГРАВЕ. Тоа е корпорација со 175 години традиција. Да. Секоја чест, успех ви посакуваме во нашава држава, во овој регион. И ви благодариме што и ние сме во вашата мапа, затоа што многу ни значи како институција да имаме директна соработка и имаме заедничка корист да направиме од не само нашиве студенти подобри личности, професионалци, туку да биде и нашава држава утре задутре малце поподготвена во предизвиците кои што следуваат. Океј, тогаш вака, председател на студентскиот парламент Стефан Младеновски, колку за вас студентите постоечките значи ваква соработка? Еве, вие сте еден пример кој што кога ја започнавме пред 7-8 месеци оваа кампања, иницијатива, вие од 10 луѓе што соработувавте со нас, сите 10 се вработивте во некој компанија. Да не останеме ние без студенти утре. Па, мислам дека нема да останете без студенти, затоа што сепак студентите се двигателот на иднината и мислам дека они ќе го ценат знаењето што ќе го стекнат тука и ќе сакаат да останат и тука. Затоа што не сакам да бидам лажно скромен, но многу од нашите професори се веќе во години каде што ќе треба да се заминат од своите позиции, па ќе треба некој од вас, односно од нас, да ги замени и да се врати токму тука, да им помогне на идните генерации, односно идните генерации да ги насочи на патот по кој треба да одат. Токму затоа сметам дека ова практично знаење, кој ќе го стекнеме во приватниот сектор, односно преку работата, ќе можеме лесно после да го трансформираме во теоретско и да го пренесеме повторно назад. Затоа што знаењето е еден круг. Не постои добар професор кој не бил вклучен во приватниот сектор како вработен или како работодавач. Затоа што сепак тоа што го пишува во книгата не секогаш соодветствува со тоа што се случува во праксата. Многу пати праксата ќе научи на нови дефиниции и на нови вештини, додека теоријата истите ги нема се уште запишано. Токму затоа мислам дека ова ќе ги натера студентите да бидат подеднакво вклучени во процесот на едукација и во процесот на стекнување на практични вештини и знаења. Ви благодарам. Сега, дозволете ми пред да одиме кон Erasmus Plus и кон Mr. Јанис from Cluster,
Овој универзитет, ако приметивте, денеска ја објавува целосната трансформација. Бидејќи бевме, кога почнавме 2003 година, беше факултет за општествени науки, така ја добивме надимак од ФОН, тоа е кратенка од факултет за општествени науки, кој што имаше 3 насоки. Се развиваше низ годините, стана универзитет со повеќе од 10 факултети, 11 една година имавме. Низ годините ги поминавме сите практично преседатели, премиери, држави, власти, поминавме низ многу премрежа. Меѓутоа, овој универзитет ја задржа улогата која што има еден универзитет и не искочи од тие граници кои што многу приватни универзитети искачат во држава. Ние не сакам, никогаш не сме се занимавале со другите, меѓутоа, ние инвестираме во кадар, ние инвестираме во вас, ние инвестираме во инфраструктура, инвестираме во технологија и го држиме по закон, како треба се функционира. Меѓутоа, тоа нека државата си најде начин да го расчисти тоа поле, за да не дојде некој што вие ќе се потрудите со учење 3, 4 години, 5 години од вашиот живот, со квалитетно учење, а некој со купена диплома да дојде да ви парира на работно место. Мораме отворено да се бориме против овие работи и ние тука немаме да имаме никаква дилема каде сме и на која позиција. Овој универзитет од до година се трансформира, ќе биде 90% English courses, and it will be like domestic. We will keep Macedonian language, our traditional language, in School of Law, eventually School of Detective Security and Political Sciences. It will be probably in still remaining Macedonian language, but business school, the other schools, IT school, the new upcoming schools, they will be fully in English. So before I continue with the presentation of Cluster, our new partners from, it's a Greek-American corporation. We decided to go with you guys about this transformation. Can you please do a short presentation to our students? Yanis Stamatis, is right? Yes. You're coming from Thessaloniki? Yes. It was just 2 hours, right? Yeah. Okay. We are neighbors, but what do you think about opening our countries one closer to each other? How we can do this? So, yeah, I think through the education and through the sector of digitalizing knowledge is the best beginning for a good friendship. Of course, and you know what? Since we are the first university which we have recognized diploma in your country. Because of the name issue previously, we couldn't make notification to our diplomas and students who were graduating here. They were not from Greece, they were not allowed to notify their diplomas. But now this problem is resolved. Do you think this way we can have more through Erasmus exchange or something like that? Yes, of course. I mean, all this time, people were traveling from Thessaloniki to Skopje and from Skopje to Thessaloniki. Now they can do it not just for tourism, but for working, for studying. Thank you. Thank you, Yanis. Please do your presentation, what we did and what the students have to do, if you can explain. And then if there is some questions, ако има некои прашања, слободно може да се вклучите. So, hello from me. For all the new students, welcome to this new chapter of your life. I'll be showing you how you can use the platform and a basic introduction on how we support your studies with digital means. So, from our side, the whole journey begins. In the upcoming days, you will receive an email, an invitation into the system. You will receive this in your personal email, the one you submitted with your application. Now, this email will look like this, where you will receive the link for the platform, a username and a password. Now, this username will be your academic email for all the years to come, and it's the only credential you need to know. With this email, you will log into the system Cluster, you will log into your inbox and everything else. So, in the upcoming days, you will receive this email.
if you click the link here, you will be redirected in the login page, so here, and with these credentials, using these credentials, you will be directed into the system. The moment you use these credentials, you see you are redirected to Microsoft. So from the beginning, you set up directly your Microsoft account with Cluster's account, and following the steps here, so if I put my code here, Microsoft will ask me to change the initial password and so on. You're probably familiar with these processes. Once you do this, you land into the system. The system now works in both languages, both Macedonian and English. You can use it in any language you feel more comfortable. I will be doing the presentation in English because, unfortunately, I don't speak Macedonian, at least not yet. Logging into the system, you land in this page. Here, in the upcoming days, the first thing you will have to do is enroll to the courses of your semester. This is something that you will do in the beginning of each semester for as long as you study. Basically, you come here in this online enrollments menu and you select the courses you want to study in your first semester. Of course, some of them are mandatory and you cannot skip them. Others are optional and you can select which one you want. This will happen in the upcoming days. After you submit your registration, you are considered enrolled in those courses. Now, in the My Subjects or My Educators menus, you can see the subjects that you have enrolled, the professors teaching those subjects, and also the system will be connected with Microsoft Teams, where some of the courses will take place online through meetings. So in every course here, you will have enabled the link that will automatically open Teams, so you will land there automatically. Also, what other things you can do from here? You've got your financial menu here, where you can track of your contract, of your payment, so you can see what you have paid so far, what's left to be paid, and proceed with the transaction online automatically using your card, the same way you would do in an eShop. It's pretty easy. You just click on online payment. You select from the installments that you have remaining to pay, you select one or more, agree to terms and conditions, and you proceed to fill in your card details as you would do in any eShop. In every semester, the system will have your timetable. You will know exactly when you have courses. This is something that you will be able to see both from this timetable menu, where you will see a more the weekly program, how it should be, but also the specific sessions will appear directly when you log in the calendar here on the right. So whenever you have a session in Tuesday 10 to 12, for example, mathematics, you will have that icon here on your calendar. So the goal here is that everything you need to know about your studies, everything you need throughout the semester, you can access it directly from the system. Additionally, if you need some official documents, you need to request something from the university, you can submit your request online directly from the requests menu here, where you can create a request for several official documents, depending on if you require something for affairs of the state or for an employer or something. You can select here the document you require, you type the reason you require it, and automatically the secretary will receive your request and contact you. So that's pretty much what the system does. Of course, in the end of every exam period, in the end of every semester, the professors will submit their final marks inside the system, so you will be able to see your marks at any given time, what you have passed, how many courses you have passed, what you have still left to pass to graduate, and so on. All those things
I think it's pretty simple. What we will have here is that we will have sessions. Now, we said that for every course, we want to have automatically online meetings. So for people that are not able to attend physically, they can join the meeting. This means that what we did, what we are implementing, and will be ready shortly for the beginning of the courses, is that automatically you will have the session here, and you will have directly, when you click on the session, you will have a join meeting link that will get you directly to the meeting. Apart from that, it's here in the academic data, a student will be able to see his marks in the end of the semester, his attendance, that's if it's kept, in the courses that it's kept, and in the future we will probably also enable for you the option of downloading an unofficial transcript with all your progress so far, and I think that's about it. Okay, thank you, Yanni. If there is any question, we will have to know. It's still 0-0. Today it's a new generation started, and I wish that this cluster is fulfilled with the good notes, со добри оценки, со позитивна енергија, и ви посакувам навистина да успеете во тоа што сте го замислиле. I wish you that you succeed in what you planned, what you expected. We will just shortly present you two more things. One is possibilities with Erasmus, which we have really this charter for Erasmus since 2014, and this manager of Erasmus, Mark Janura, will shortly present you what are the possibilities, and please focus, use. Our idea is that you go have another experience, but you come back to our country. So you can go to Germany, to France, to America, to this. You can spend 1 year, 1 semester, paid by Erasmus Plus. They can come here. You can visit, but I will not take your speech, so you do this shortly. Thank you, Mark. Dear students, respected guests, welcome to the vibrant world of Erasmus+. As you embark on this academic journey, let me share with you the transformative power of this program. Erasmus is a passport to adventure, a lifelong connection that will expand your horizons. Erasmus isn't just about textbooks and lectures. It's about expanding your worldview. By studying abroad, you'll immerse yourself in new cultures, taste exotic cuisines, and learn to dance to unfamiliar rhythms. These experiences will shape you in ways you can't yet imagine. Erasmus enhances more than just your academic learning. It polishes your soft skills, communication, adaptability, and resilience. You'll become a master at navigating train schedules, deciphering foreign menus, and making friends across borders. These skills aren't just for travel, they're life skills. They serve you well whether you're negotiating a business deal or hosting a multidisciplinary dinner party. Also, this will be a great career boost for you. And why is that so? Employers adore Erasmus alumni. That is because you've proven you can thrive in diverse environments. You've adapted to change, collaborated with people from different backgrounds, and solved problems creatively. Studies show that Erasmus graduates have better job prospects and higher salaries, so consider your Erasmus adventure an investment in your future self. Friendship across borders is a frequently used term when it comes to the Erasmus mobility.
That is because Erasmus friendships are like conciliations. They span continents and endure time zones. You'll bond over shared late night sessions, weekend trips, and the joy of discovering hidden gems in your host city. These connections aren't fleeting, they are lifelong. Your Erasmus network will be your safety net and your partners in global change. The Erasmus Mobility Program isn't limited just to studying. There are also other opportunities. You can intern at, for example, startup in Berlin, or volunteer in Romania, or conduct research in Barcelona. So the possibilities are endless. Dream big. Whether you're passionate about art, or maybe sustainable economy, or the latest in IT technology, Erasmus has a path for everyone. In conclusion, dear students, Erasmus isn't just a program, it's a mindset. It's about saying yes to adventure, embracing uncertainty, and viewing your story into global education. So, pack your bags, open your hearts, and let Erasmus be your compass. Dear freshmen from the 22nd generation of the American University of Europe, I greet you and wish you success in the upcoming school year. Thank you. Okay, so now I will shortly continue in Macedonian because this is very important for you to understand this time. Three things, and I will finish my speech from here. Why? Because I want to sincerely tell you something. Заврши времето на класично студирање и класичните универзитети што досега постоја во светот. Универзитетите од Болоња, Париз, Лондон, од 500 години почнале како црковни универзитети, биле во корист на црквата, па се трансформирале. Војни, превземања, менување на граници, светски војни, универзитетот како универзитет останал, обстојал, преживел. Зошто денеска е ова историски ден за нас? Затоа што започнуваме една нова мисија која што ќе треба овој бренд да го направиме не само локално, регионално, туку сакаме да направиме глобален бренд кој што ќе биде присутен во повеќе континенти, не само во Европа и овој дел кој што ние се наоѓаме во Источна Европа, туку и пошироко. Може би звучам премногу оптимистички и посебно основачот тука ли е или отиде. Основачот ќе речеше, ја не верувам ова работа. Меѓутоа, ако вие не верувате у било која работа, вие не може да успеете. Не може еден чекор да поминете натака. Зошто сметам дека овој модел кој што го креираме е квалитетен? Прво, формално либерално образование. Што значи тоа? Тоа не значи дека вие лесно ќе поминете на испитите, дека нема без учење да ги поминете. Формално либерално значи дека вие многу порелаксирано ќе ги студирате вашите студии. Овој систем што го направивме, без да имате квадрат, ако не завршите во време од година дена, првата година, па не сте завршили неколку испити, па втора, па ќе ви се набубат еден друг трет и се ствара нервоза кај студентите. Има различни причини зошто некој не може да заврши навреме. А зошто па и да заврши навреме? Викаме, прашање поставуваме. Овој систем не дозволува да имате квадрат, куб. Овој систем дозволува вие да отидете 3 месеци сега да работите во Америка или во Европа некаде, да заработите некои пари, да дојдете овде, да се вратите, да продолжите од кај што се застанале. Овој систем не ве тера да запишувате, да пријавувате колоквиуми, испити,
Тоа е све ставено во едно, all in one, затоа и концептот ни се вика all in one. Овој систем нуди да вие од првиот ден почнете да заработувате. Зошто е тоа важно? Затоа што од прв ден пракса, работно искуство и студирање паралелно е нов начин пристап кој што ние сега го имплементираме. Ние сакаме вие да не земате средства за студирање од вашите родители, сами да си ги заработите од денеска натака. Затоа го отворивме соработката со бизнис секторот, меѓутоа нудиме уште две други опции. Освен формалното либерално образование, ние воведуваме и академии, кои што директорката ги спомна за сајбер безбедност, меѓутоа не секој сака сајбер безбедност, дигитална форензика. Сега ќе го најавиме и CPD, односно Continuous Professional Development. Доживотно учење кај што вие ќе добиете во вашиот пакет. Директорката треба биде следната недела во Лондон да го подпише. Овие се едни од нашите партнери кои што доаѓаат. Staff Skills Academy. Таму имате преку 700 курсеви кои што се од 1 час, од пола час до 4 недели, до 4 месеци, значи од нешто што го немате можеби на универзитет, не може да го најдете, може да го најдете на некој од овие платформи онлайн како Udemy и едно друго, меѓутоа тоа не се академски регистрирани и тие не се врзани за едукација. Овде зборуваме за партнер кој што ќе ни помогне во целиот процес да вие добиете дополнително знаење и дополнителни сертификати. Глобално признаени, глобално сертифицирани, каде што за секој сертифициран курс што ќе го завршите, ќе добиете еден кредит. Значи, можете колку сакате курсеви да завршите во текот на годината, кои што се, например, не знам, некој не му оди, значи, таму имате од компјутер, обично, од Word, Excel до Cyber Security. Имате од, например, некој не може да спие, имате за против инсомнија, сертификат за инсомнија, сертификат за медитација, сертификат за, не знам, некој сака да работи во Америка, дојде 3 месеци да работи како шанкер, сертификат за шанкер. Значи, имате таква можност, која што ќе вклучиме во пакет со студентите, кај што ќе можете да се дообразувате со овие вештини кои што се потребни да бидете комплетни личности и да бидете поконкурентни на пазарот на трудот. Каде оди овој универзитет и што ќе ви се понуди плюс, како можност? Ние склучивме договор со GFC, тоа се вика Global Freshman Certificate. Global Freshman Certificate е прва година студенти што не се сигурни дали сакаат тоа да го студират, е спојна некоја IT, бизнис, значи има поширок диапазон првата година која што ќе биде признат American Council of Education во Америка, во Европа со Европас, глобално призната, каде што ќе дојдат голем број студенти од други земји, овде ќе бидат ваши колеги, ова програма ќе почне од 2025, од јануари 2025, а првите студенти ќе дојдат од февруари 2025. Меѓутоа, од февруари вие ќе можете дојдете на некој од овие партнер, partner universities, вклучувајќи го и UCLA, каде што ќе можете и на оваа програма да се приклучите онлайн, 100% онлайн, или да втората година или третата година бидете на некој од овие 50 партнер универзитети во Соединетите Американски држави. Овој момент, што правиме? Имаме целосно призната американска диплома. Значи, ќе добиете целосно призната американска диплома. Или, со нашите нови партнери од International University of Applied Sciences, ќе може исто 100% призната онлайн да биде глобално призната германска диплома. Овие две можности ги има само нашиот универзитет во цел регион. Меѓутоа, за ова нема сега многу да трошам на време, нема многу да ве оптеретувам, само ви ветувам дека ќе ги добиете сите потребни информации, ќе добиете посебни услови, посебни цени за нашите студенти и ќе имате можност да бидете дел од овај
Global Freshman Certificate концепт, кој што и ние сме меѓу другото влезени со копартнерство во таа филозофија. Значи, очекуваме сега до година да имате студенти од Middle East, од Африка, од Европа, од Азија, се отвараме кон светот. Ја верувам дека и нашава држава ќе направи се што е во можност да го поддржи овој процес на интернационализација, затоа што е многу важно во државата да влезе свеж капитал и свежи средства, ако сакате да кажеме. Значи, ако сите универзитети, да речеме 10 квалитетни универзитети, ако има во Македонија, и на сите 10 се запишат по 1000 студенти годишно. Тоа се 10.000. Ако во рок од 5 години има 50.000 странски студенти, кои што секој од нив ќе потроши, да речеме, по 20.000 евра, ете ви 1 милиарда инвестиција во државата. Ако државата го поддржи овај процес на либерализација на студентски визи, студентски домови, дигитализација на визниот режим, затоа што немаме амбасади многу низ светот, многу сме мали као држава. Ако неколку чекори се направат, ние можеме да го смениме комплетно имиджот на држава. Зошто Велика Британија има преку 10 милиарди од школаните на странски студенти? Австралија има преку 52 милиарди австралијски долари од странските студенти. Европа и Америка да не зборувам. Меѓутоа, сега со ова геополитичка ситуација што се случува, многу земји ја спуштија завесата за странски студенти, така и се отвора кај нас можност да привлечеме квалитетни странски студенти во нашава држава. Затоа, меѓу другото, ги направивме и овие договори. Активни сме на 4 пазари сега, ќе работиме доста земји и нашиот бренд АУЕ ќе биде присутен уште во неколку земји. Драги студенти, ја ви посакувам успех во ова нова приказна која што започнувате. Управниот одбор, оснивачите на овој универзитет стојат позади ова институција повеќе од 23 години и ќе стојат додека е потребно да го издигнеме нашето општество на едно повисоко ниво. Сакам да му се заблагодарам на оснивачот и мој татко, господин Фијат Цановски, кој што денеска му е роден ден, ама ми замина, не може да му честитам, да го гушнам, ќе го гушнам подосна. Да му се заблагодарам за несебичниот придонес што го прави врз ова институција години наназад. И денеска, неговата донација од преку 300.000 евра годишно за помош, поддршка на плати на овој објект го има направено, него има даено така на гратис, без да плаќа универзитетот никакви дополнителни цен за тие работи, струја, вода, вработен еден куп трошоци имаме затоа што работиме по закон, затоа што работиме како по критериуми кои што не смееме да излеземе. Да не беше неговата поддршка, да не ги имавме, ние тешко ќе можевме да креираме и да градиме било што. Затоа уште еднаш несебично сакам да му се заблагодарам. Среќен роден ден и Господ нека те чува да бидеш здрав и жив, да ни помагаш и понатака во сите овие работи. Ректоре, оваа година ја обновивме со Smart Tables, дигиталниот процес, овие неколку работи што сега треба да ги доподпишеме и се надевам и држава, ако го смени законот за високо образование, да можеме да нудиме и онлайн признаени високообразовни титули, односно начин на работа, ќе биде супер затоа што нашиот систем кој што го креираме и со германците и со американците сега што ќе го нудиме, они имаат совршен систем со Artificial Intelligence поддршка, со ChatGPT поддршка, значи нешто што ние треба да го чекаме утре ради законски причини, ќе мораме со партнерите да го почнеме, а се надевам дека ќе направиме една иницијатива да натераме и држава да се свести малце и новите властодржци да помогнат во тој процес универзитетите многу побрзо да фатат чекор, а ние да бидеме лидери во таа насока. И верувам дека и вие и директорката ќе имате одлична соработка. Ја и се заблагодарувам еве и на Сезен затоа што она образованието го има завршено, родена во Германија. Токму тоа сега што го правиме дуалното образование, она поминала сама низ тој процес. Имате навистина добар човек што ќе ви помогне, ќе ве советува и ќе ве насочува за да успееме.
Ако германците може да успеат, можеме и ние. Ако американците може да успеат, можеме и ние. Ние мора прво да почнеме да веруваме во себе, во она што го правиме и да имате самодоверба во тоа што вие треба да го изучите. Имате можност, имате начини, имате алатки, имате луѓе, од вас зависи се. Уште еднаш честитки, успех, congratulations. I want to say thank you to our students from abroad. And I'm really sorry that we had to speak on the local language, but we are also obliged to do it because of the legal ways. And now, since we get, after January 25, we get American accreditation and Europass accreditation, we will do another completely story for this, not only for our students, for this country. We will be leading these changes in the higher educational institutions in the Republic of North Macedonia. Уште еднаш, бидете горди, родители, бидете здрави и живи вие, да си дочекате дипломски успеси, да си дочекате многу убави моменти со вашите деца. Ние сме со вас заедно во иста мисија, да направиме онив да бидат поквалитетни. Утре имаме чиста, јасна намера и цел и верувам дека заедно ќе успееме во сето тоа. Уште еднашка честитки, успеси и да се гледаме за убаво. Ви благодарам многу. Факултет за правни и политички науки на четвртикат во кабинет 403. Факултет за економски науки на четвртикат во кабинет 402. Факултет за информатика на четвртикат во кабинет 401. Факултет за детективи и безбедност на третикат во кабинетот 306. Факултет за дизајн и мултимедија, третикат во кабинетот 304. За секој случај покрај лифтот ви се запишани податоците за кабинетите. Поблагодариме и имајте успешна академска година.